Остануваме горди со крената глава. Денеска Бугарија работеше против нас. Денес светот виде со какви предизвици и неправди се соочуваме како држава и народ во 21 век. Денеска комотно и на очиглед на сите на Европа можеме да и кажеме дека вистината излезе на виделина, на површина. Истакна денеска премиерот Христијан Мицковски на воредната пресконференција. Македонија е блокирана во европскиот пат од Бугарија. Но за да ја разбереме таа блокада, мора најпрво да сватиме дека таа блокада не почна денес, ниту ќе заврши денес. Таа блокада е почната уште во 1990 година, кога бугарската држава во моменти на ембарга, без парица, страшни војни во поранешна Југославија, како и проблематизирање на нашата држава од страна на Грција, се случи еден гест од Бугарија, признавање на посебноста на нашата држава. Но со една ограда, дека не се признава јазикот и народот. Јазикот е основа на нацијата во сите теории. И од тука Бугарија призна државата, но не го призна постоењето на нашата нација. Според премиерот, македонската историја е втемелена на неправди. Овде на овие простори неправдата е составен дел на нашето секојдневие. Неправдите не се само идентитетски, преку оспорување и предавства, туку се и социоекономски, луѓето се преселувале, бегале од тука, или секој кој сакал подобро, или мислел поразлично од режимите кои владееле на туги држави и империи, бил или убиван, или затворен, или протеруван. Европскиот парламент денеска со 461 глас за и 121 против и 107 воздржани го усвои извештајот на австрискиот европратеник Томас Вајц за земјава за 2023 и 2024 година. Во извештајот беа избришени македонскиот идентитет и македонски јазик.